Оваа фотографија е направена на денот на ослободување на градот, повод денот ослободување на градот Тетово, 19. ноември, 19.11.1951 година. По тој повод, управата на фудбалскиот клуб Љуботен го покани како исто стар клуб во Македонија, фака работнички од Скопје, да гостува на таа прослава денот на ослободување на градот. И така се состојале тие две екипи. Ако ве интересира, ќе ви кажем и резултатот, е нерешено 1:1. Задни резултат. За успомена на таа нова фотографија, за жал, ти речем, до тогаш Љуботен беше прва екипа во Република Македонија, тогаш Народна Република Македонија. Али, паете, по разни околности, почне да се растура играци тоа кој на своја страна, а ние младите, како Симче Аврамовски, Мирко Тасевски, Микле Савовски, јас, дојдени октомври месец 51 година од армија. Што го завршивме војниот. И така управата нас не вклучи одма на тренинзи и у првата постава на ФК Љуботен да играме се работнички. Само оваа фотографија направена, измеѓу оваа фотографија се наоѓаа представниците на ФК Љуботен и ФК работнички што разговара по повод одигрување на таа утакмица. Од оно што имавте можност досега да го слушнете од господинот Ставовски Михајло Микле, 1951 година како вчера да било. Навистина свежи спомени од ова време, кога дедо Микле имал само 23 години како член на фудбалскиот клуб Љуботен. Свежи спомени како вчера да беше, баш јас вака ве почувствував кога зборувавте за ова време. Какви се вашите спомени од ова време како фудбалер, млад фудбалер на фудбалскиот клуб Љуботен? Видите вака сега. Ја ви напомнав дека на средина на октомври дојдов од војска. И одма не уклучија у системот, у играњето, у тренинзите на ФК Љуботен. И дојде таа прослава 19 ноември на градот. До тогашните неколку постари фудбалери, повозрастни, некои беа и дојдени од Скопје, да речем од Гостивар, овдека поблизо град да играа Љуботен, отиднаја. Моите успомени са од тој Љуботен, тогашни, овие што го гледаме на оваа фотографија. Едно фудбалско знаење на Осман Тајри. Осман Тајри бил низок играч. Малав. Еве, и по фотографијава се гледа колку е понизок од до него. После со Миле Марковиќ, па со Дулица Дојчиновски. Поготово со Трипон Јовановски Пипа, кој може да се рече, Пипа со своите тогашни години можел да биде на еден од овие играци овдека, кој што имал не цели 18 години, да му биде родител. И се од таква ми е, како да речем, старосна играчка и како играчи, за Трипон Јовановски Пипа само најдоброто. Само најдоброто. Оцинско, играчко, карактерно, човечанство, све. Тогашните спомени на ФК Љуботен. Соблекувалната ни беше одма позади стадионот. Така едно куќиче го називаја куќиче на управата за патишта. Меѓутоа, кој се селија те управата за патишта, го зеде просторот ФК Љуботен. Една просторија соблекувална, друга просторија гардероба, кај се чуваа спремата, свети работе. Али оваа фотографија што е на синета овдека, соблекувалната ни беше у куќата на Панче Камџик. Панче Камџик имаше задња куќа на улица Мирчацев и Иво Риварлова.
Може знаете или не знаете, одма до вашата фирма, до КИС одозгора. Старката, да сега малку ќе одоговлачиме овдека, старката, бабата, баба Матојца га викавме, баба му на Панче Камџик, ни ги даде дворишните простории од двориштето, приземни простории две. Едното со блоковална, другото гардероба ке се чува спремата. Сега можете да замислите, од туека преку пут смо ише вака, како што не гледате на сликава, до стадион и назад. Тогаш се немало купатило. Тогаш се немало клупа кај да се седне. Соба како соба, просторија. Дојди, седни на столче или седи на ноѓе, допри се на зид, соблечи од себе опремата, облечи га другата. А за туширање, за измивување, чешма, кој како ќе фати чешмата, ќе се ишлака, ќе се измие, и ќе иде тамо, а пешкири смо имале. Ќе се избришемо, ќе се облечемо, и ќе излеземо како обични граѓани. Немало тогај да ни рече некој, слушајте, а поготово за оваа фотографија, управата договорена со фудбалскиот клуб Љуботен, заедничка вечера во тогашниот хотел Македонија. Сегашна во оваа стара нова сала, тогај стара. Па тоа било една чест за нас, ајде тие, овие постариве да ги напомнем четворица, тие што ги викале, ние смо ги викале тие са стари волци. Тие прослени цела Македонија и по хотели, и по игралица се, али за нас тоа бил еден доживљај. Смо седнале на заедничка маса, свите овие што смо насликава, плюс управа, плюс тие студие и гостинската екипа фака работнички од Скопје. Тогај немало, чекајте ќе ви дадеме паре со сви играле. Или па ние ќе речеме, ќе играме ако ни дадете паре. Ние смо го играле тогај фудбал од задоволство. Со смо го сакале. Со кој ќе пројдевмо низ Шарчија, ќе викаа луѓе, еве ги тие децата што играја фудбал сега. Тоа било за нас едно задоволство, што не постоила. Тогај Тетови у мал град, площадон, тогашниот площад, можда е сега у сегашниот една треќина. Стара Чаршија, Дужанзија, свите се знаеле. Тогај успоменете са многу поважни него ли парите. Парите се трошат. Али успомената, со ќе доживи еден фудбалер у Чаршија да рече, овие е тој. Например, за Трипун Пипа, пак ќе спомнем него. Он беше електричар, линијаш кој се кацуеше со ња пеналице на бандера да поставува линија струја. Кога е на должност, на работа, он имаше едно торбице, спремата се носеше. Ќе дојде на игралиште, ќе го истарша кругот, ќе го дработа тоа половина саат. Затоа паќо напомнем ја Трипун Јовановски Пипа како човек, како стручњак електричар, како у таа генерација негова, он потекне од генерацијата од старата Југославија, Краљевина Југославија, таа до 41 година со била. Да после наставил од 45-та, 46-та, со помлади од него. Сега ги споминавте парите. Не тогаш толку важен фактор во спортот. Сега, за жал, времето се сменило и работите поинаку малку стојат. Фудбалскиот клуб Љуботен, за разлика од никогаш, денес се соочува баш со финансиски проблеми, за кои што можеби никогаш и не биле значајни, не се чувствувале вакви проблеми, затоа што ја ви кажувате, сте играле чисто ради лично задоволство, лична сатисфакција. Да направиме на паралела, зошто така било некогаш, зошто е сега вака. Навистина во ова време во кое што сега живееме, во овој период, фудбалскиот клуб Љуботен се наоѓа во навистина лоша состојба, како просториите, така самиот клуб и така натаму. Па видите вака, тогаш
Приеска наполна, па сега ќе наполним. Немало извор клубот финансиски. Како да речем у сегашно време еден клуб го изразава текст, го изразава собрание, го изразава тоа. Тогај фудбалскиот клуб Љуботен, ќе напомнем уште еден човек, Никче Гоговски Гого. Он беше стратег, не беше тренер некој, познавалаc на фудбал, али имаше он свој нюх за фудбалери, своје видуење. И он како дучанзија од старата Тетовска царшија, он имаше свој круг на луѓи од кај со добијаше финансиски средства. Плюс други луѓи дучанзија кои што беа биле заинтересирани за фудбалот, давале со се вика на старенци по некој динар да кажете да обстои, да издржи. И затоа ние тогашни фудбалери не ни текнували ни на крај памет да речеме па зашто не ни давате пари. За нас, ви реков преска, многу големо задоволство било, после некоја појака да речеме, тога вика ја појака послава утакмица, идемо на една вечера. Али како у однос на тогашното и сегашново е многу голема разлика у поглед на не само играњето на фудбалот, не само тактички тоа пременост, тоа све, него преди све колегијалноста на самите фудбалери. Ете, у оваа екипа имамо тројца муслимани. Ете, тој Муарем, учител беше до школа во Лирија, таму го пише како, и ја го имав на сликата Муа, ама немам да ga најдем кај ми е. Муарем, презиме не му знаем, сум тури у заграда Муарем Касапот, го вика и него понадима Касапот, затоа беше остар. Мустафа Голман, и тој. Му стаја надимак Лепче. И зашто Лепче? Он како голман кој ќе фатеше лоптата, ќе га цуне и ќе вика, тебе те сакам како Лепче. И знаете како е меѓу една дружина, поготово ете ние стално смо биле заедно, Лепче, Лепче и таа ќе му остана Лепче. Па да речем Осман Таири. Имам Дујан Јорганџија. Он ќе работа Јорганџијов тоа, после пладници дојде со нас на игралиште. А можда 50% постар од нас. Да речемо, ние сме имале по 23, он имал 39-40 години. Али дружењето било дружење. И затоа вие спомнавте финансијете. Затоа никако нас не ни дојдело ни на крај памет да речемо, ќе играме денес кама ако ни дадете пари. Како после некоја година, кога заврши оваа генерација кој се расторивме тоа све, како почне да доаѓаат странци, тога и странци ги викају, тоа дошол странец од Скопје, дошол странец од Гостија, почна уцената за паре, ако ми дадеш толку ќе играм, ако не играм. Тоа нас не било едно големо задоволство, што смо ги бранеле боите на тој фака Љуботен. Верувам дека големо било задоволството и да ве гледа публиката како играте и ги браните боите на овој фудбалски клуб. Колку публиката беше во тоа време заинтересирана да биде дел од самите овие ваши надпреварувања? Убавиот надпревар можеби треба да се суди според реакциите на публиката. Тие се вашата храна додека вие играте на теренот. Тачно. Тетовската публика била дел од клубот. Тетовската публика многу добро го познавала фудбалот и многу добро знаела да го оцени. Или да го со аплауз да го испрати, или со звездуци да го испрати. Тетовската публика била многу добро запознаена. Многу добро го познавала фудбалот. Затоа што од своето постојање на фака Љуботен, па све до оваа фотографија, може да се рече од многу улице у стариот град на Тетово имало по еден-двајца фудбалери. Да речемо
od Dva Bresta, pa ona da recimo Cigánsko Malo, Dovno Malo, pa negde ka ona Sloviká Pevčina nagore. Svi tije mala imale svoj idoli, imale svoj ljudi koji igrali u ovoj fakat Ljuboten. I zato ja rekao deka publikata bila znalac, poznavatelj na futbalot. I zato ja znala publikata i da su aplauzi da go nagradi ili su звездоци. Ова беше еден убав пример дека една фотографија вреди 1000 зборови и повеќе од тоа. Ви благодарам што бевте дел од нашата програма на телевизија КИС и што вака искрено ги лоциравте спомените од вашата младост како дел од фудбалскиот клуб Љуботен. Фала ви на вас. Ете што се нашле луѓи да ga вида оваа фотографија, да ме вида мене уште меѓу живите, па до кога и ќе видиме. Тоа ќе покаже времето.